Додека го чекаат резултатот од утрешната средба помеѓу винариите и владата, а која им ја вети ресорниот министер Хоџа за јасно дефинирање на откупните цени на грозјето, тиквешките лозари дополнително изиритирани од неговата последна изјава дека биле политички инструирани. Тие тврдат дека ниту биле политички инструирани, ниту пак терале политика, туку дека само си бараат достојна цена за вложениот труд, а ако некој терал политика, тоа била власта, односно министерот. Каде има политика, ајде да видиме, ја телефонот ќе го дадам, дали некој како здружение ми се јавил мене од партија, нели, дали некој па сами луѓе си го организираа тука. Тие што чекаат да се луѓе и нивите фамилии дојдија и некој што така, јас не повика пред тикваш кога без да повикам, ако има политика, лично има од министерот и кривицата е од министерот. Кој го натера он да ги донесе на штрајкот? Ајде нас не вика градоначалникот како газа, нели, уопште неготно да го пречекал. Ами што бара мајка Панчо Миров, што бара мајка советникот на градоначалникот, што бара мајка и тоа до министерот тоа ти се умешуваат умуарат. Обвинувањата на министерот Хоџа дека протестите на лозарите имаат политичка позадина ги налути и останатите македонски земјоделци. Од новоформираните тутунски здруженија велат дека во реакцијата на министерот ја препознаваат истата шема како и при нивните протести пред ланскиот откуп на тутунот и се закануваат дека во знак на солидарност и на поддршка на лозарите повторно ќе го активираат сеземјоделскиот Петровденски протест. Недозволиво страна на министерот секој револт и секој рече незадоволство што се јавува оправдано кај земјоделците да се етикетира на ваков начин туку и да се дава по политички етикети дека земјоделците некој ги манипулира и политички ги мотивира. Самото незадоволство, само да речам девалвација на нашиот труд, се револтираат земјоделците и си протестираат, си ги бараат правата, си ја бараат макар да ми се исплати. Министерот така ги наруши нашите протести, ги етикетира како политички, сега истото му се прави на земјоделците. Инаку, во текот на денешниот ден, откупот на грозјето во Тиквешијата бил катастрофален, вели Дано Јошев. Според него, во Кавадарци било мртвило. Само еден откупувач откупувал и тоа по старите пониски цени, односно по 11 денари за вранецот со исплата на 3 рати или по 10 денари во готово. Јошев се сомнева дека винариите тактизираат до утрешната средба во владата.